Епа саботата, а грешивме работата. Оти ќе речиш. Оти додека почнува школската година за некои луѓе, за голем број од луѓето уште е сезона на одмор. А покрај сезоната на одмор, нели се годат и неработни денови. И нормално секој што работи секој ден, сака го ќе има неработни денови да ги искористи некако. И како ги искористуваме ние како народ тие неработни денови? На граница. И мисламе дека крајно време е да се прави муавет малце за тие границите. Оти стално кој ме застанат на граница прашват кога зана. Епа дечки дојде ден. Душа па не дека за вас ќе зборам, ќе зборам за други некои принципи, ама нема врска. Да удриме шпицата па да видиме за што ќе се збори. И кај ја грешив. Ајде да те пуште. Добро беше што правите. Арни ми сте? Пас луѓето ве прашувам. Што беше она саботата на граница, мора? Километри улај колони. Дими пари се нема. Тежок живото во државата. Крај со крај не можеме да врзиме едно, две викенд или продолжен оп на граница. Цела Македонија негде замина. Чекајте малце ве другари. Сега ќе се јави некој од Богоројца од таа страна ќе речи не знаеш кај нас, знаеме кај вас. Нормално е дека така ќе биде кај вас пошто на автопат главен. Битола во век колку гужва немам виден. Особено од нашата страна. Нашата страна максимум што имам чекано за на одмор или за негде 15-20 минути. И кога поминиш од кај нас може да чекаш еден сат, оди таму побавно. Иако збораме дека кај нас системи не работат ова она, на граница никогаш сум немал досега чекано да речиш кузне колку. Стално кај нас побрзо одело, помазно одела работата отколку таа страна. Арно, ама не. Сега се измангупи да речеме друг збор ќе користев, ама на телевизија сме. Измангупија сите сега. Одат поќе на Богоројца, земат вртат од Скопје на кај Битола, од Кавадарци, од не знам каде, од Србија. Абе кој стигна на Битолска? И ние со жената претпоставивме дека има малце гужва, ама цели шаен сат на граница кај бил кај не бил, станавме порано ѓо небар. Рековме ќе ојме до Солун да завршиме некоја работа, побараме некои работи што ни треба, од иначе немаше кога. И си офативме ние патот, тераме на кај граница и на некои 3-4 километри пред границата, пошто пред нас имаше кола и оддалеку се гледаше како две коли да има застанати на пат. И викаш некој веројатно има мака или има застанато колата или не дај Боже некој судар. Овој пред нас даде лев жмигавец да помини, даваме и ние после него. Како што влегваме да претицваме и се отвара, гледаш колона, километри, вози, километри, бате. Километри возам, гранични колони, леле. Брат, возиме и на крај братот тој пред нас изгледа дали беше од царината, дали ќе одеше до фришоп, не знам, си ојде си влезе, лево си застана, си излезе. Ние останавме нигде, чалјо со колата. Жена ми вели, ене онде простор влези, јас влегвам ко фатеа свират сите. И во право се луѓето. Имат чекано сати улај, сега дојде овој паметен, јас само да прашам, одлео и зупи си влезе. Па и таму кај што влегов пак ја чекавме сати улај колона. Знаеш оти? Оти колоната продолжуваше после нашата рампа. Кај нас не беше проблем. Кој што рековме кај нас брзо врви систем. Викам на жената да си ојме дома. Јас да имавме работа, ама сати улај да седам на граница и после да брзам за да стигнам да завршам работа и цел ден неспан и цел ден нервозен на жешкото. Па ги се плукнам и во работа и во Сегеди се плукнам. Так, рикверс налево круг бате, назад. И ајде имаш одмор букирано, ќе разберам. Сакал некел ќе мораш да сеш во та колоната. Кога ќе стигнеш, тоа е. Ако имаш некоја работа што е многу битна, сакал некел бате, тоа е. Ама да сакам на еден ден да одам или на викенд или без обврз, да видам онолка колона. Ни викенд одам, ни мене до душа ме најдоте порно дома ќе си легнам. Секако цело време сум негде кога ќе дојди викенд, можам комотно вака да се оптегнам и ништо не. Ама знаеш како? Кој те праша, така? Пошто никој не прашва, еве јас сакам да прашам. Што ви текнаве толку си спаметите сите и сите од битолската граница да идите? Не, мислам чисто информативно. Ти знаеш како, стално го е треба нешто да се направи за Битола, тогаш не правиме ништо за Битола. Битола не чини, Битола вака така, ама кога ќе треба да се искористи битолското, тогаш Битола може, Битола е уба тога. Кој треба да се направи лице кај битолчани, Битола најуба е град, па то Пелистер, па то луѓе убај. Чудо некој. Ама кој треба нешто да се направи за Битола, тоаш Битола не е Битола, па ти остаа Битола. Никој жив не кеше да чуе да дојди наваму, еве ги сега, опа сите тука. Ја мајкат. Додуша факт е дека за продолжни викенди, за празници, за такви работи не се ој нигде, и сите тогаш од. Јас обично ако знам дека е празник или нешто, гледам да не одам на такви места, пошто знаеш дека ќе заглави. Јарно саботата нити ми текна дека понеделникот не работе, нити па ми текна дека уште сезона на одмор. Тој ми беше прв слободен ден, ајде дојме да збркаме работата и после не ќе може. Шуба збркавме бате за мера. Налево круг
друг дома. Ја ти кажам право Берикјат, чуво си одспор, чуво си одмор и викенд, мераци. И пошто нормално јас не ќе бев, јас ако не снимев видео, да кажам што се дешава. Одма почна да ми пишат луѓе што беа во гужвата и што мораше да одат ради одмор. Другарче ми вели, брат, ако кај нас беше километри колоната, ние чекавме сат и пол. И откако поминавме од кај нас, чекавме уште 2-3 сата. А растојанието од кај нас до другата граница нема километар. Викам, знам брат, мене истото ми се има случајно од таа страна. Ние се враќаме од Грција, исто некој празник беше и ми се чини дека и недела беше. Се враќаме од таа страна, колона Синкир до Лерино нам. После токо дојдовме кај нас, 3 коли дали беа, поминавме за 2 минути. Значи системот кај нас функционира. Шо е работата од таа страна? Тука појма немам, не можам да коментирам. Гарант му има некој битолченец на нашите на граница оден. Му речено: Ајде да ми подучете ималци шо е работа. Тигри тие не знаат тие како оди работата и знаат можат многу побрзо да работат, ма така му чини. Кога ќе си на позиција, тоа е. Исто така имаше коментари од типот: А шо барате Грција, таму му ги полните џебоите. Арно ви се прави. Прво и основно е бате, кој те праша? Така, кој бара, шо бара и кај бара, индивидуална работа. Ако мене ми треба нешто што тука го нема, таму го има на Грција, ако треба потурус, ќе одам и ќе одам. Кој сака, што сака нека мисли. Синкир, па ако одиш на некој од нашите туристички места на продолжен викенд и гужва ке нема. А колку малце собраќе ќе има таму. О, па то чудо некој. Вака свена тутка. Ма тоа е кој што рековме, знаеш, немат пари луѓето, многу тежок е животот, сиромаштија, тешко. Ампа на крај на денот дома не ќе седиш, оти да седиш дома, сите одат негде, дај да одим. Ако треба кредит ќе се оди, нема мрдање. Ти што ќе речи народот? Седи ти се мол. А исто така имаше и коментари од типот: оти не провери камерите. Викам, кои камери има? На граница ми вели. Викам, батуле, јас не сум од богато друштво со врски таму да знам камерите оваuna да ми ги пуштат. Кој врски ми вели, море напиши на Google граничен премин тој и тој камера. И ќе ти излези, пишам на Google, вистина имало камери на сите граници, да си видиш од дома каква е ситуацијата, да знаеш дали ја тргаш, дали ја не тргаш. Сега ми кажувате бе, ќе главам јас онде по граници. Боже, како може да не знам? Тоа треба да е јавно знаење, треба сите да го знаат. Душе требаше да ми текне. Од секогаш сум си велел, кој дават репортажи на телевизија колку е голема гужвата на граничниот премин Богородица или Табановце или кој да се не ги знам кој се вика. Стално си викам, како не ги мрзи сега да пуштат камерман од тука до онаму гужвата да снима. Тие да ти земале снимката од онде, напиши Богородица камера и ќе ти излези камерата, клаја снимката, кажи дека е гужва, завршена вестава. Требаше да ми текни дека телевизите не се мачат до толку многу да пуштат камерман, ама добро. Ете, од сеќи си знам. И се сите стандард комшивки чачорки во Македонијата, што исто како мене не знае дека има камера таму, што си ги пратат камерите по зградите цело време. Те кладам дека во моментот друго гледа видеото, пише граничен премин Меджитлија камера. Има да пратат да роварат по тие камери кои почнат да кочат сега, леле. Па има луѓе што се така малце, што му ги знаат на луѓето колите по боја, по грепка, по таблица, по све. Ќе знаат за цел град кој е као. А добро, Берикјат ќе има што да прат муавет нака. А шуво си станав од Савајл, спиен сат и пол, 2 вкупно. Си направивме товчи. Рековме сега го ќе ојме вам, го ќе тргниме овде, онде, ваму барај, таму барај, па дурданајме, па кузе дали ќе најме то шо бар. Па цел ден угоре удол, па ни едно време враќај се назад. Душе ти излезеш. Замера. Арно, ама кој те прашвавате? Најверојатно не ни требало да име. Што би се рекло Госпо не чува. Ни го чувал Миро. Тој беше ден пол нервози, сигурно. Вака беше ден убај. И на крајот на денот си научивме уште една лекција, што претходно имаме научено по кепати, и па за некој време ќе ја забораваме, ама кој што реков, кој те прашва? Минатата епизода кажавме, повторувањето е мајка на знаење. Така што дурне ја повториме уште еднаш оваа грешка. Мислам дека доста е на оваа тема. Благодарности до народот што ми даде тема за муавет прајање денес. За малце ќе ви направив јас само да прашам, ама ајде. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.